Статистички со најстара популација, се уште со само еден дом за згрижување на постари лица во Берово. Источниот регион и понатаму чека на изградба на објекти во Штип, Кочани и Пробиштип. Единствениот што во март годинава беше најавуван дека за многу скоро ќе бидат поставени темелите, е тој во Кочани. До нова година планираме да старечкиот дом да добие карабина изглед и да го покриеме. Во текот на зимските месеци, каде не се работи градежни активности од определен тип, може во тој период да му поставиме прозори, врати внатрешно уредување, и втората фаза е до година. Се надеваме за 2 години, па максимум 3 да биде готов и да го пуштиме во употреба. Во Штип е најзаплеткана работата. Изградбата на домот за стари лица кај некогашниот воен ресторан заглави бидејќи почна да се гради без потребните градежни одобренија. Па изградбата на него е стопирана веќе неколку години, а досега се вложени околу 600.000 евра, пари на Сдруженијето на пензионери од Штип. Досегашните анализи и проценки како од нас, така и од стручните лица, значи до оваа фаза некаде е изградено или средено 1/3, а за целосно да се пушти во функција домот, треба уште 2/3 од финансиски средства за да биде комплет со цялата потребна инфраструктура, кујна и други додатоци. Значи, најкраток рок за оптимален кој може тоа да се доправи, изгради и среди е минимум најмалку 1 година, каде што има многу други работи кои што треба да се решат, али година до година и половина мислам дека веќе ќе може да се пушти домот во функција. За сега домот за стари лица во Берово е единствениот кој функционира во овој дел од државата. Просечната возраст на населението во источниот регион пак е над 40 години, а проблемот дополнително го усложнува имиграцијата, бидејќи младите заминуваат, а постарите остануваат сами.